Велите не паѓа снегот за да го покрие брегот, туку засегуваат зверка да го покаже трагот. Гледате ли на разрешувањето како одлука на зверот или како што пишувате на миленичето? Па јасно е дека миленичето не одлучува ништо, а дури и тој господар во чие што скутче седи ова милениче, исто така не одлучува. Мислам дека сето тоа доаѓа од друго место и дека контролорот всушност на тој начин само функционира. Неговите способности нормално физички како и кај секој човек не се некои неограничени и тој не може се да контролира и дури не може ни да има способности за се да контролира, а сепак тоа му е единствената цел, па затоа смислува и трини начини со кои што тоа ќе го направи, а тоа го прави така што не тера сите да бидеме зависни од она што неговата добра волја ќе го покаже. Значи гледате партизираност во разрешувањето од синдикатот? Мислам дека е повеќе од јасно, партизираност дека има, а и некоја исплашеност на председателот на СОНК дека видел некаква опасност, конкуренција, тој други вредности бидејќи и нема, единствено на овој начин знае да се справи со сето тоа. Дали ова обид да се задуши револтот? Па обид да се задуши револтот или обид да се задуши тие кои што колку толку сакаат да држат некаква рамнотежа, некаква можност за искажување на собствено мислење, да се отстранат и на тој начин сето тоа потоа да оди полесно. Во отвореното писмо до медиумите велите: СОНК покажа знаци на живот на почетокот на 2015 година. Како функционираше синдикатот во изминатите години, а впрочем и сега? Значи како функционираше така? Сериозно, целосно, заспано, како да го немаше единствената желба на раководството да се плаќа членарината и останати некакви нешта да не се чепкат, затоа што идејата на СОНК е дека станува збор за партнерски однос со владата и сега тука може да се размислува на повеќе начини и од повеќе аспекти да се гледа сето тоа, затоа што мене не ми е логично работниците дека се во партнерски однос со оние условно кажано работодавци, затоа што нам не ни е работодавец владата, ние сме јавни личности, ние сме образование, ние живееме како и владата што живее од буџетот. А буџетот се формира преку даночните обврзници. Значи нам ни се работодавци даночните обврзници. И ако сакаме ние да бидеме партнер со некој работодавец, тоа треба да го правиме точно со даночните обврзници, а не со некаква влада. И сега заради тоа не треба, нели, бидејќи тоа е ставот на СОНК, да се нарушува никакво идилично функционирање помеѓу партнерите. Како што сум споменал, партнерите се договараат што ќе вложуваат и кој колку ќе вложи, кој со што влегува во тоа партнерство. И според тоа, потоа се дели она што е добивка. Во овој случај, добивката, оние кои што се прокламираат дека се партнери со владата, ја немаат воопшто, немаат никаква добивка. Познат сте како еден од најголемите подгражувачи на средношколците. Сметате ли дека ова е некаков обид за заплашување со цел да се повлече? Тоа е точно. Ова не е некаков, туку е тој нивниот сериозен обид да се замолчи секој кој што гледа дека средношколците, а јас секогаш кажувам, тоа е нашата единствена иднина, единствена надеж. Студентите и средношколците, нешто кое што може да создаде демос во нашето општество, затоа што ние досега немавме демос. Затоа немаме ниту демократија. За да имаш демократија треба да имаш демос. А демос не е само зборот народ, туку тоа се луѓе кои што се свесни за ситуацијата во која што живеат и секојаш ќе реагираат на сите застранувања што некаква влада ќе или некаков закон, намерно велам некаква влада и некаков законодавен дом, затоа што
законодавниот дом звучи така бомбастично, многу моќно, а всушност тоа се обични робови, не се робови, платеници, кои што само во овие услови сметат дека се наитрите луѓе, па бидејќи не може ништо да се смени, дека се тече вака како што тече, па барем тие да си го наплатат сето тоа и да не му ја мислат. Ама наплаќањето како доаѓа? Доаѓа пак од задолжувањата, а задолжувањата кој ќе ги враќа? Овие за кои што сега зборуваме, овие идни генерации, па веројатно синови, ќерки на овие кои што сметаат дека се наплатиле. Ама тие се убедени дека ќе се спасат. Меѓутоа, бродов со кој што ние пловиме, се повеќе и повеќе наликува на бродот на проколнатите. Се повеќе и повеќе ние стануваме дел од филмот на Џон Карпентер Магла, во која што се среќаваме со еден таков брод на проколнати. Во врска со неоправданите кои што се запишуваат на средношколците, затоа што нели се крши ставното право на протест, дали овој начин на МОН да ги замолчи затоа што нема друг начин? Па, друг начин има да се реши проблемот, а за замолчување и ова нема да биде начин, затоа што очигледно е дека тие во МОН, за кој што пак ќе кажам јас, дека тие се всушност друштво со ограничена одговорност, затоа што тие ништо сами не преземаат, ниту решаваат. МОН и министерот, и заменик министерот, се само оние играчки за кои што овие денешниве генерации не се ни сеќаваат на навивање. Кога ќе го навие господарот, кога ќе навие играчката, таа се движи, испушта гласови и зборува. Кога ќе заврши тоа што е намотката која што била обтегната со можноста да движење, таа престанува да се движи и да испушта гласови, се додека одново господарот не го стори истото. Значи, таквиот МОН не е способен да види кои се проблемите во образованието, затоа што нема ниту чувство за образованието. И, згора на тоа, ниту знае што е тоа комуникација. И без комуникација, нормално дека не може да се наоѓа решение и може да се мисли само за замолчување. А кој не работел со деца, тој не може да знае дека со сила децата не можеш да ги замолчиш. Тоа е само привидно дека си ги замолчи. Мора да ги почитуваш како личности, да ги прифатиш како личности, дури кога ќе им укажуваш дека прават грешки и кога треба да ги казнуваш, сето тоа треба да биде со почитување. Само тогаш тие сваќаат дека направиле грешка, само тогаш може грешката да биде исправена. Дали протестот на средношколците, впрочем, нели на студентите претходно, е единствена цел промена на образованието или промена на општеството? Дали на површина искочи и други аномали, партизираност на образованието, самоволие на власта? Па јас веќе споменав дека всушност ова е обид, нормално дека образованието е многу важен процес, дел од општеството и промените во образованието се всушност и промени во општеството. Само луѓе кои што се вистински, да речеме, дел од еден образовен систем, кој што формира личности, кои што знаат да размислуваат, кои што знаат да го кажат она што ќе го согледаат како проблем, кои што прифаќаат одговорности, кои што се однесуваат според таквите сознанија, само такви личности можат да прават вистинско општество. И не можам да кажам тоа вистинско општество, тоа е нешто кое што постојано треба да се гради. Има една кинеска мудрост која што вели: вистинско добро општество ќе се направи тогаш кога оние кои што ќе ги посадат дрвјата или дрвцата, кога во времето на садење се уште млади ветки, нема да очекуваат да се излежуваат во сенката откако тие дрвја ќе израснат. Велите фрчат инспекции во орци. Има ли казни во истиот размер? Па има. И казни има, и сериозни закани, и нешто што мислам дека беше за очекување, бидејќи
веќе зборуваме дека тоа е еден систем кој што исклучиво функционира врз основа на контрола. А овие инспекции се нарекуваат педагошки инспекции, односно доаѓаат од педагошкиот просветен инспекторат. А всушност е исмевање на тие таму придавки кои што стојат пред именката инспекторат, затоа што ниту со едно нешто, ниту за едно ногте не покажуваат дека знаат што е тоа педагошко и просветно, која е дејноста, која е задачата на просветата всушност и функционираат според други принципи, погазувајќи секакви, самите си дозволуваат, нели, да си земаат за право да го газат уставот, да погазуваат нешто што во уставот е пропишано. Епак, што друго може да се очекува од такви луѓе? Тие се само обични слепи послушници кои што се грижат само да ја сочуваат својата позиција, бидејќи не ја заслужиле со некакви собствени вредности и знаења, туку само затоа што знаеле да се лигават и да се влечат по според нив големите моćници, а всушност едни никакви мали луѓе кои што целосно се изгубени и само знаат да си го задоволуваат собственото его.